Добар ден, драги ученици, јас сум Стефани Видеска, професор по македонски јазик и литература при Средното општинско училиште Гимназија Мирча Аца Прилеп. Македонски јазик и литература за втора година. Темата што ќе обработуваме е развој на македонскиот јазик, односно наставната единица, ширење и функциите на македонскиот народен јазик заедно со јазикот на домаскините. Ова е трета наставна единица, за да усвоиме истата ни се потребни следните претходни знаења. Што е дијалект, што е народен говор, што е стандарден јазик. Дијалект е карактеристичен говор за одредена група луѓе сместено на одредено поднебје. Народен говор е составен од сите дијалекти на една територија, на една држава, а при тоа кога истиот народен говор ќе подлежи на одредени правила, прописи, односно ќе подлежи на правописот и на граматиката, истиот ќе се стандардизира и ќе се создаде стандарден јазик. Одиме со новата наставна единица. Тука го имаме стандардниот црковнословенски јазик. Ова е веќе крајот на употребата на црковнословенскиот јазик, бидејќи веќе јазиците народностите, односно што го употребувале црковнословенскиот јазик, почнале се повеќе во своите јазици да имаат примеси карактеристични за својата територија и да се оддалечуваат со одредени своји лични карактеристики на свој личен јазик. Така да стандардниот црковнословенски јазик останал во пишувана форма, се користел како јазик на богослужбата, се преведувале црковни книги, останал да биде јазик на администрацијата. Во тоа време администрацијата била поврзана со власта на црквата и представувал висок стил на изразување, односно го покажувал високиот сталеж во општеството за црковнословените. Одиме понатаму, додека македонскиот народен јазик обстојувал пак во говорена форма. Како што кажавме, сите народности, сите народи кои што го употребувале црковнословенскиот јазик, создавале веќе свој карактеристичен народен јазик. А додека тој го употребувале во говорена форма, пишуваната форма ја задржале од црковнословенскиот јазик, но и давале поединечни особености. Таквите особености ги гледаме во оригиналните записи на препишувачите. Во белешките за тогашните настани, тој бил јазик на личните поетски искажувања на препишувачите, односно, онаму кај што препишувале и конкретизирале препис од друго дело, најчесто во христијанско дело, таму употребувале чисто црковнословенски јазик, а онаму каде што ги изразувале своите емоции, односно личните поетски искажувања, таму употребувале македонски народен јазик. Тој бил јазикот на естетската функција, на обединувачката функција, подоцна и на символичката функција. Ширењето на македонскиот народен јазик најпрво имал спонтан карактер. Никој не мислел да го стави во изумирање црковнословенскиот јазик, туку спонтано доаѓало ширењето на еден нов јазик, конкретно македонскиот народен јазик. Каде се употребувал македонскиот народен јазик во пишана форма? Во грамоти и во кодаци. Во грамотите, кои што биле први административни документи на македонски јазик. Тие биле документи за докажување на имотна собственост и таква ни е Калимањовата грамота од 16 век. Потоа од кодаците, тие биле ракописни книги, односно книги во ракопис, таму имаме записи за дарителите на македонските манастири. Значи, тука биле запишувани оние луѓе кои што подариле нешто на манастирот и таков ни е Трескавичкиот кодик од 16-17 век. Други записи имаме написите на трговските договори меѓу луѓето. Онаму каде што требало да биде запишано, но не требало да се употребува црковнословенски јазик. Написи на цркви и манастири и ономастички материјал, односно имињата на луѓето, презимињата, а воедно и имињата на населените места. Јужномакедонските говори од старословенскиот период представувале народна јазична основа на црковнословенскиот јазик.
Но иако представувале народно-јазична основа, сепак македонскиот народен јазик имал своји карактеристики и своји особености различни од црковнословенскиот јазик. Тоа оддалечување почнало од 9 па траело до 16 век. Значи, не било оддалечување од црковнословенскиот јазик, туку било оддалечување од стандардизираната форма на црковнословенскиот јазик, бидејќи тој јазик бил недоволно разбирлив за современите генерации. Да нагласиме, не црковнословенскиот народен јазик, туку стандардниот црковнословенски јазик. Постепено, преку употребата на писмениот црковнословенски јазик се појавува македонскиот народен јазик. Како што кажавме, во местата каде што можел писателот при преведувањето да каже своја мисла, свој мислење, тој употребувал македонски народен јазик, така прво спонтано, а потоа свесно се наложила употребата на македонски народен јазик. Со таа употреба се ширело разбирливост и пристапност на пишаните текстови. Важен ни е тука да го спомниме Тиквешкиот зборник и формирањето на дамаскинарската литература и во Македонија, која што представувала сепак преведувачка литература, од грчки на народен македонски или црковнословенски со македонски примеси, и со тоа црковнословенскиот јазик бил збогатен со особености од македонскиот народен јазик. Дамаскинарската литература обстојувала преку дамаскинарски четива. Тоа била општонародна употреба на јазикот, односно употреба на народен јазик, кој што за светот гласел како прост вулгарен јазик. Поучни зборници се пишувале во кои што било нагласена свесната употреба на народниот јазик. Значи, во тие зборници се нагласувало дека е важно да се употребува народниот јазик пред стандардниот јазик, кој што, за луѓето бил непознат и не бил близок, не можеле да го разберат доволно како што можеле да го разберат народниот јазик. Дамаскин студент е тој кој што почнал со дамаскинарската литература и ширењето и преведувањето. Тука имаме создавање на новогрчки јазик, бидејќи тој се обидел да го направи токму тоа, да создаде еден новогрчки јазик кој што ќе се потпирал на народниот грчки јазик и со тоа ќе ги ширел преповедите да бидат блиски до народот, бидејќи што би значеле проповедите од црквата ако истите не би биле блиски до народот. Тесаурус се први печатени византиски книги. Тие се црковни книги, но биле распространети надвор од црквите поради разбирливоста на народот, бидејќи биле блиски, можеле народните маси да го сватат она што го пишувале. Повторно биле напишани во домен на христијанството и во нив имало употреба на старогрчки, средногрчки и новогрчки јазик. Кринскиот дамаскин е најстар и најобемен грчки текст. Дамаскинарската литература пак во Македонија е под името Скровиште. Тоа е превод на книгите Тесаурус во Македонија. И тие се ракописни книги, односно не биле печатени, туку останале во ракопис. Што се случува во Европа од 16-тиот век? Значи, и Европа е настроена кон употреба на народниот јазик. И таму веќе преовладува волјата за луѓето да можат да читаат нешто што можат да го разберат, односно нешто што е блиско до нивниот јазик. Токму тоа бил народниот јазик, па така да тие народниот јазик го издигаат дури на степен на стандарден јазик, а тоа се случува во западноевропските земји. Тоа е заедно со развојот на Ренесансата како период, а додека писателите, односно оние што пишувале во средновековието, тоа го сметаат за низок стил на изразување. А пак токму ренесансните писатели сметаат дека тоа е стилска разновидност на јазикот и
представува стилска разновидност на јазикот, бидејќи колку повеќе примеси од народниот јазик даваме, толку повеќе разновидност на јазикот добиваме. Употребата на македонски народен јазик, значи тоа представува премин од црковнословенски во македонски народен јазик. Активност за вас, ќе имате проект на тема дамаскините. Овој проект го работите во група од 5 ученици. Значи, од број 1 до број 5, од 6 до 11, од 12 до 17, од 17 до 22 и доколку што има ученици. Првиот ученик работи за потеклото на дамаскините, вториот за развојот на дамаскините, третиот делото на дамаскините, четвртиот продолжување на традицијата на дамаскините. Сите работат конкретно на својот проект и собраниот материјал го ставаат во Word и истиот му го испраќаат на ученикот со реден број 5 во групата. Значи, тој ученик треба да го селектира испратениот материјал и да го организира истиот во Word документ. Не сте ограничени со страници, но нека не бидат повеќе од 10. 10 ви се доволно. Овој час го завршуваме со следниот цитат. Зборот нема милост. На секоја кривина те чека да те изненади. Секој збор има свој лик и свој ум. Петре М. Андреевски. Имајте убав ден.